Здраво, драги пријатели, добре дојдовте во необично издание епизода, затоа што обично ме гледате сам, али еве, по втор пат, ако не се лажам или не знам по кој пат, има човек кој што ќе биде до мене овој пат, но овој пат нема да биде единствен и нема да биде последен, затоа што со оваа девојка, чие име е Деспина, ќе се гледаме многу често и ние се запознавме некаде непосредно пред 2 недели, ако не се лажам, или 3 максимум да беше, и така, она е страственик во здрав и активен начин на живот, во фитнес, исхрана и така натаму. Од друга страна е страственик и према миленичиња и према нивна исхрана и нега. И она што ќе го правиме заедно со Деспина е ќе одговараме заедно на сите прашања кои што се поврзани со здрав и активен начин на живот, и она што дополнително ќе го прави она сама е тоа што ќе одговара на теми и прашања поврзани со миленици, нивна нега, нивна исхрана и така натаму, но таа вредност ќе ја добивате во самите епизоди. Она што денеска одлучивме ја и Деспина да го правиме е да чисто вие ја запознаете малку повеќе Деспина, затоа што на секој од вас можеби по прв пат ја гледате, можеби некој сигурно од твоите пријатели не те гледа прв пат, знае, али секој случај можеби до детали не ја знае твојата приказна. Ме интересира, Деспина, чисто од кога ти почна да се занимаваш со, односно не да се занимаваш како можеби некој тренер или слично, али од кога почна да стануваш страствена, како беше тој цел процес на твое инволвирање во здрав и активен начин на живот? Почна се од средно, затоа што нели растеме во ова модерно време и сега има многу комплекси, многу списанија, многу манекинки кои што се влијаат, а ние нормално не се вклопуваме во тој систем на 45 кила, на 180 висина. И нели нормално како дете имаш некој кило 2 плюс. И зошто го имам јас тоа кило, зошто нозете ми се толку дебели, зошто имам плюс меше. И нели нормално како секој девојче пробуваш да скратиш све живо и диво од исхрана, чоколади особено. И после 3 дена, барем кај мене, видов дека не функционира тоа, дека мора да смениме некаков начин, затоа што нели не можеме да не бидеме физички неактивни. И некаде мислам дека од средно почнав активно да се занимавам со спорт. Се јас како личност веројатно сум динамична и сменив многу. Почнав од тенис, 3-4 години бадминтон, па почнав да трчам на факултет, па заминав на бокс некое време. Сега сум со некои програми, со некои ПДВ, Six Insanity, исто трчање. Едноставно спортот решив да го вметнам во секојдневен живот од проста причина на ментално здравје, на моја самодоверба. А исхраната апсолутно стана дел од тоа. Нешто ме интересира, си имала причина зошто си почнала некаква промена и повеќето од луѓето, не знам, можеби и ти почнуваат промена затоа што некој друг ги гледа, затоа што можеби им е срам од тоа како ги доживува надворешниот свет, колегите, пријателите, роднините и најмногу луѓето кои што им се дома, затоа што често, барем знам, мајките према керките знаат да бидат остри, можеби тоа ти било како мотивација или очај, што е од една страна е супер затоа што мора да постои некоја јака причина за да се направи некоја промена, али што е она што тебе ти направи за да ти се заљубиш во тој цел процес и да останеш таму кај што си до ден денеска, пошто многу од луѓето почнуваат некаков процес, но можеби затоа што го почнуваат на погрешен начин или премногу го комплицираат, па прекинуваат до некаде или па ќе си постигнат некоја цел, па потоа рушат се што создале и така натаму, што тебе те задржа до ден денеска и ти прави да секојдневно ти и го правиш тоа лично за себе, но и сакаш да го расшириш како мисија. Кога ја спомнам мајка ми текна дека ми имаше залепено манекенка. Мислам дека беше Кейт Мос на фрижидер ми стоеше. Секој пат кога ќе отворам фрижидер, да ја видам неа и да се предомислам. Па не знам дали тоа не профункционира, па ми стаи после еден дебел така голем човек на фрижидера, но мислам дека ни тоа не функционираше. Интересното што ме задржа мене во овој спорт е највеќе менталното здравје и самодовербата. Искрено, затоа што не знам, прво ти станува навика, а едноставно јас уживам оној кој што е тешкиот процес, оној последен чекор кога го правиш, она последно вежбање, последен километар и она едноставно дали на работно ниво, дали на приватен живот. Ајде бе, викам уште малце, ајде уште едно, не е тешко.
некако сам себе си се бодриш во тие ситуации кога не можеш да издржиш. Еве, на пример, не мора да е вежбање, мора да и школа ќе земам, уште една лекција, уште една страна. Мислам дека градиш карактер во тие моменти. Да. Мислам, се гради карактер затоа што се работи за издржливост, али како и да е, Деспина ќе ја запознавате и понатаму и ќе доловува сигурно и нови моменти од нејзината приказна, затоа што понекогаш еве и јас лично својата лична приказна и детали од процесот многу често знам да ги споделам кога ќе добивам некакво прашање или ќе зборувам на одредена тема, па ќе се потсетам како јас тоа сум го доживувал кога сум бил на почеток или кога воопшто не сум бил на почеток и што јас сум размислувал и тоа практично ја дава целата инспирација за луѓето кои што можеби размислуваат или не размислуваат да почнат некоја промена. Деспина, за да не должиме многу, ја мислам тука денеска да завршиме. Нормално ќе додаваш и ти свое знаење и искуство во цело ова што тука го зборуваме поврзано со здрав и активен начин на живот. Апсолутно. Дечки, фала ви вас уште еднаш и слободно може да поставувате прашања и на хаштагот, може да поставувате прашања и во приватна порака, дали лично кај мене или кај Деспина. Слободно. И ќе ви одговараме многу повеќе во делот на фитнес, на типови на вежби и така натаму во активниот дел на живот. Човекот кој што многу повеќе ќе ви дава вредност е Деспина, затоа што она што барем мене ми било пасија и се уште ми е поголема љубов е делот на исхраната и како тоа ние луѓето доживуваме, можеби како ја доживуваме исхраната во глава. Така да тука ве поздравуваме, ви посекуваме здрави животни навики и убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао. Чао.